а во следните неколку минути ќе најавиме една изложба која е посветена на 5 јуни, денот на Меѓународниот ден на животната средина. Во прашање е изложбата Re-Art, циркуларна уметност, која што е во соработка на фондацијата Берта Додевска и Нула отпад. Јас во продолжение во следните неколку минути ќе можам да разговарам со организаторката на изложбата Берта Додевска. Берта, добро утро. Добро утро, добре дојдовте во нашата работилница, во Младински културен центар, една институција која воспитала, знаеме, генерации, вдахновила култура и културни проекти. Овој наш мултимедијален проект е негде на средина, можем да ти кажам, привршуваме со работилниците, а замислен е како мултимедијален проект бидејќи почна со предавања во гимназијата Јосип Броз Тито и во основното училиште Кочо Рацин. Потоа се преселивме од предавањата и училниците, каде што предава експерти од Нула отпад, значи потоа се преселивме во МКЦ, каде поставивме две работилници, имаше неколку работилници, значи неколку пати се собравме во работилници, меѓутоа поставени се како една галерија која е зад нас. Ова е галерија, ова се скулптури од електронски отпад, сите имаат барем 3 дела на 3 парчиња од електронски отпад, кои се поставени како доработка на веќе постоечките, бидејќи нели Нула отпад е првиот македонски колективен систем за собирање на акумулатори, батерии и електронски и електричен отпад. Од друга страна, фондација Берта Додевска работи за подигање на свеста на граѓанското општество, работи во полето на културно наследство и работи во полето на заштита на животна средина. Како се споивме? Значи, Нула отпад со години, 14 години, работи на подигање на медиумската свест за правилно управување со електронскиот и електричниот отпад. Од друга страна, ќе речете заштита на културно наследство. Рачната работа е културно наследство за Македонија. Ова би го нарекла еден поглед во иднината, бидејќи во сите овие скулптури има барем 3 елементи од електронски и електричен отпад, кои ги собраа учениците. Од другата страна е нашето студио, во кое земавме, ние им донесовме само класични материјали за работа. Значи, четки, бои, лепаци донесовме. Тие ја направија скицата, значи учениците од Јосип Броз Тито, под менторство на 3 професори по ликовна уметност, и потоа неколку дена, во неколку наврати, собиравме матични плочи од компјутери, тастатури, CD-а, батерии од часовници, значи, буквално батерии од отпад, значи, буквално се што би значило една креативна реупотреба на делови од електронски отпад. Како ќе изгледа се тоа во една поставка? Значи, централниот настан е една изложба која ве покануваме. 5 јуни во 20 часот да испратиме една порака за денот на животната средина, меѓутоа и за правилно управување со електронски отпад и негова употреба во креативни цели. Да, секогаш кај нас отпадот е број 1 како проблем и како тема. Интересно е што токму сте ја посветиле изложбата на отпадот, па како дојдовте до идејата баш на ваков начин учениците да може да се запознаат со како правилно да го употребат искористениот? Знаете како, технолошкиот развој и конзуменското друштво го наметнуваат тоа. Скоро секоја година имаме нов модел на нешто. Нели, секој сакам одиме кон тоа да го замениме нашиот мобилен телефон. Доколку не го замените во скоро време вашиот компјутер, може да се случи да немате веќе делови. Замислете го тоа производство на електронски отпад. Ние испративме порака, меѓутоа во нашите пораки има и точни податоци дека до 2023 година се очекуваат 74 милиони тони вишок електронски отпад. Од друга страна, знаете ли дека една батерија фрлена во вода, значи фрлена не во вода, туку фрлена неправилно негде во шума, во надвор од кантите кои ги дели Нула отпад за правилно селектирање и управување, понатаму и рециклирање, знаете ли дека доколку една батерија отиде неправилно негде надвор од тие канти, загадува вода за 11 луѓе за година дена. Замислете. Ние решивме на овој начин да пратиме порака дека еден мал чекор значи подигање на медиумската свест, бидејќи во светот, освен за рециклирање, се повеќе се зборува за реупотреба.
Имаме, нема да спомнуваме брендови, меѓутоа многу познат бренд на телефони пред некоја година направи комплетно направен телефон од реупотребени материјали од стари телефони, значи од реупотреба. Така и ние решивме, значи местата на кои испраќаме порака се зелени производи. Ова е бивши компјутер, ова е екран на бивши компјутер поточно и го извадивме мониторот и решивме внатре да ставиме еден екоматеријал во кој ќе испратиме пораки и тие се поставени, потоа имаме наоколу, значи околу нашите скулптури, потоа имаме статив од камера, потоа имаме електронски реупотребени столбови, значи светот се повеќе се труди да оди кон реупотреба. Токму тоа им го пренесуваме на учениците, затоа што тоа се можеби идните екологисти, можеби идните менаџери на општествено одговорни компании, или тоа се можеби идните уметници. Не знам дали знаете, на факултетот за ликовна уметност во трета година има еден интердисциплинарен предмет кој го предава токму тоа, дека креативноста може да биде и во заборавените или веќе отфрлените делови на не само електронски, туку секаков отпад, односно алтернативни материјали. Покрај класичните постојат и алтернативни материјали. Така ќе видите овде многу кабли, меѓутоа многу CD-а заборавени, многу тастатури, многу рековме, многу батерии, меѓутоа се тоа се надевам дека е една креативна реупотреба, една порака испратена и еден поглед кон иднината. Да, убаво објаснато, убаво кажано. Јас ви благодарам за овој разговор. Дојдете, повелете на 5 јуни, уште еднаш 20 часот, МКЦ, нашата изложба Реарт, циркуларна уметност. Да, така. Тоа беше Берта Додевска. Ние ја најавивме изложбата која што уште една за потсетување ќе се случи во просториите на МКЦ на 5 јуни со почеток во 20 часот.